Добар ден, драги ученици! Денеска ќе имаме час по предметот македонски јазик и тоа за 6-то оделение. Јас сум наставник Лидија Паневска од Основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. Нашата денешна наставна содржина гласи раскажувач во прво лице. Најнапред да се потсетиме колку рода имаше во литературата. Во литературата постојат 3 литературни рода – лирика, епика и драма. Лириката ја одликуваат стиховите и строфите во кои поетот ги искажува чувствата на сликовит начин, а присутна е и музикалноста преку римата. Епиката ја одликува раскажувањето и тоа на најразлични настани во кои учествуваат ликови, а таа се среќава во сказните, бајките, приказните, расказите, романите и епските песни. Драмата пак ја одликува дијалогот меѓу ликовите, кој може да биде изведен на сцена пред гледачи. Ликовите ги представуваат настаните преку разговори, движења, песна и слично. Наставната единица гласи раскажувач во прво лице. Раскажувањето спаѓа во родот епика. Раскажувањето исто така го има и во родот драма, во монолозите и дијалозите. Тоа уште го викаме и нарација. Зборот нарација е од латинско потекло, што значи раскажување, изложување или прикажување. Затоа и раскажувачот го викаме и наратор. Авторот на една литературна творба не смее да се изедначи со раскажувачот на творбата. Тој е оној кој ја создава творбата, но го создал и раскажувачот во неа. Раскажувачот може да биде воедно човек, предмет, растение, животно, инсект и друго. Сега ќе дадеме реченици од текстот Гнездо од Бошко Смаќовски. Првата реченица гласи: станав љубопитен. Втората: затоа се засолнив под блиската дренка во сенката и чекав да дојде собственичката. Третата: дури собственичката на гнездото ја замислував како ќе дојде, откуцнувајќи по земја. Четвртата: ја замислував црна, раскрилена, за никаде. Во дадените реченици се подвлечени глаголите, кои ги раскажуваат настаните како да му се случиле лично на раскажувачот, тоест нараторот. Раскажувачот може да раскажува во прво и трето лице. Во нашите примери, раскажувањето на настаните е во прво лице. Сега имаме извадок од текстот Како ја засакав лектирата од Александар Прокопиев. Извадокот гласи: овој сон ми се случи мене, на Јанко Јановски, ученик од 6-то оделение. Порано да признаам, никако не успевав да ја засакам книгата, но по сонот, како да се премислив, ми светна дека читањето не е баш толку лошо. А еве го сонот. Насред шума ме пресретна еден волк со наежени влакна. Јас сум, како што ти е познато, Чичко Волчко. Зошто бре не си сакал моите патриотски песнички да ги учиш наизуст? Е, тогаш подготви се да те лапнам. Ајде сега, ученици, во овој текст да ги пронајдеме глаголите. Глаголи во текстот се случи, признаам, успевав, засакам, се премислив, глаголот е, пресретна, сум, повторно е, си сакал, учиш, подготви се и лапнам. Во дадениот текст ги подвлековме глаголите и заклучуваме дека овде раскажувачот е во прво лице. На крај да зададеме и домашна работа. Во веќе изучениот текст Кога цутеа бадемите од Бистрица Меркуловска, определете во кое лице раскажува раскажувачот. Во истиот текст подвлечете ги и глаголите. Довидување и имајте убав ден!